вкупно кажано, ланската година поминавме солидно, односно, одлично да се изразаме, можеби премногу, меѓутоа, сето тоа што го сработивме беше со исклучително добар квалитет. Земјоделците кои што беа вклучени во целата операција, во принцип, во целиот проект, беа доста задоволни, затоа што она што го договоривме и на крај на денот и го испочитувавме, беа откупени сите количини кои што беа произведени, цените за некоја среќа и следеа малце повеќе и верувам дека тој тренд ќе продолжи. Земјоделците се уверија дека производството на безсемена лубеница не е поразлично од производството на обична семена лубеница. Тоа е исти производ, само што семенскиот материјал е различен, другиот процес на производство е буквално исти. Годинава како и лани нудиме договори со производители каде што вкупното производство од почеток до крај ќе биде откупено. Нудиме некоја заштитна цена каде што сметаме дека нема под таа цена да падне безсемената лубеница и сигурно е многу повеќе од тоа што може да се случи со цената на семената лубеница. Понатаму договорите кои што ги потпишуваме можат да вклучуваат и финансирање од наша страна, што значи авансно уплата, односно финансирање на семето и расадот, кои што се отприлика со некои си 60% поскапи од производствената цена на расад за семена лубеница. Значи, целта на овој проект е ние да обезбедиме лубеница за нашите купувачи од самиот почеток на берба, од почетокот на јуни до крајот на август, односно септември, каде што ќе ги покриеме потребите на нашите купувачи од почеток до крај, за да при тоа успееме да продадеме количини на лубеница кои што ќе бидат знатни и ќе можеме да ги испочитуваме договорите што ги потпишуваме за лубеница. Затоа почнуваме од реон Гевгелија Валандовско, па се селиме во Струмица, понатаму Струмица е некаде јуни месец, односно јули, се селиме во регионите кои што можат да произведат покасна лубеница, Штипско, Свети Никола, Битола, Прилеп и така натаму, така да во целиот период да имаме лубеница. Сега, битно е кога ќе склучиме некои договори во определен регион, дали поединечно еден производител или ќе има група на производители да обезбедиме површина која што нема да биде помала од некои си 5-7 хектари и вкупната берба да може да полни цело возило, односно минимална количина што ќе откупиме ќе биде 20 тони. Она што го свативме од минатата година е дека производствените капацитети поставени на определени парчиња ниви, кои што се стручно обработени и сето тоа не е направено со некои си импровизации, односно е вложено во нивите се што треба, почнувајќи од прихрана, заштита и другите агротехнички мерки, успехот е видлив и неминовен. Многу битен момент во самото производство да се вклучи стручност во целата работа, за да стигнеме до поголеми количини на производство. Најчесто сите земјоделци ќе не прашаат која е цената. Да, цената е битен момент, меѓутоа можеби никој не размислува дали сите лубеници, односно сиот род од нивата е продаден од почеток до крај и дали родот кој што го земаат од по површина декар или хектар е еднаков на тоа што треба да се очекува. Примерно, цената може да биде релативна работа, доколку стварно имаме голема количина на производство која што не само што ќе ги покрие трошоци за работа, не е тоа идејата, него ќе не доведе до определен профит. Тоа ние што го правиме стручно и професионално и се трудиме максимално со сите расположливи ресурси да успееме да се представиме и да добиеме производ соодветен на потребите на нашите купувачи. Од друга страна, очекуваме дека ќе добиеме и некоја државна помош, односно во делот на можеби субвенционирање на сорти кои што се соодветни за потребите на купувачите. Семените куќи знаат да ги наречат specialties, и тоа е во делот на specialties, каде што соодветна субвенција за тоа, барем покривање на семенскиот материјал, семето, или некоја стручна помош, која што експертиза, која што ќе доведе до поголемо производство е добредојдена за сите нас.